Пуцко Петрол Асмир Јаховски од вечерва е во истражниот затвор Шутка, откако кривичниот суд ја прифати жалбата на обвинителството и домашниот му го замени со ефективен притвор. Повеќе детали барам од Тамара Дичовска, која вечерва ја следи оваа тема. Имаме во овие вести во живо од пред кривичниот суд. Тамара, зошто се реши судот да ја смени одлуката? Поради опасност од бегство и влијание на сведоци, кривичниот совет денеска одлучи домашниот притвор за собственикот на Пуцко Петрол Асмир Јаховски да го замени со ефективен притвор во Шутка во време трајање од 30 дена. Ова одлука на кривичниот совет следи по жалбата за домашниот притвор за Јаховски, која беше поднесена од обвинителството за гонење организиран криминал и корупција. Иако кога сите 13 осомничени за аферата Мазут пред 3 дена беа изведени на судија на претходна постапка, судијата на претходна постапка само на Јаховски му определи куќен притвор со образложение дека не постои опасност од бегство, бидејќи имал малолетни деца, нарушено здравје, но и силни врски со државата, што обвинител се согласил на ова, сепак мислењето им се промени, па од обвинителството за гонење организиран криминал поднесоа жалба на ваквата одлука на судијата на претходна постапка и бара домашниот притвор да биде заменет со ефективен притвор, при што кривичниот совет денеска одлучи Јаховски да биде испратен во Шутка. Ние поразговаравме и со директорот на затворот Скопје, Бобан Утковски, кој што ни потврди дека Јаховски веќе е сместен во притворското оделение на затворот. Но поразговаравме и со адвокатот на Јаховски, кој што кажа дека ќе се жали до апелациониот суд за ова одлука на кривичниот совет Јаховскиот домашен притвор да биде пратен во ефективен притвор во затворот Шутка. Инаку за акцијата Мазут осомничени се 13 лица, веќе во притвор се и бизнисменот Радко Капушевски, поранешниот директор на ЕСМ Адријан Мучо, уште еден осомничен, а денеска во притворот во затворот Шутка им се придружи Јаховски. За 8 лица кривичниот суд одлучи само да им ги земе пасошите, додека поранешниот директор исто така на ЕСМ Васко Ковачевски, кој е осомничен во овој случај, е веќе во бегство неколку месеци. Сите тие во аферата Мазут се товарат дека ја злоупотребиле службената положба, переле пари, а и го оштетиле државниот буџет за околу 170 милиони евра при набавка на канцероген Мазут, кој што го загадувале воздухот. Освен за овие кривични дела, истрагата треба да покаже доколку се обезбедат докази, дали ќе одговараат и за новото кривично дело во кривичниот законник екоцид, до кое е едно од најтешките кривични дела, а максималната казна достигнува и до доживотен затвор. Тамара, ти благодарам за информациите. Остануваме да ја следиме оваа тема. Беше тоа Тамара Дичовска која што известуваше